ВМРО ДПМН денес низ прес коментираа за одлуката на судот да пресуди куќен притвор на газдата Марковски, мешан во скандалот на РЕК Битола, кој наводно украл 100 милиони денари преку тендери. СДСМ, од друга страна, преку гостувањето на Каја Шукова во емисија, побараа владата да им помогне на сите градоначалници, без разлика на партиското определување. Газдата на Марковски компани со стотици милиони местени тендери во РЕК, наместо во затворски притвор, доби куќен притвор. Газдата на Марковски компани е фатен инфлагранти како испумпува пари од РЕК, со документи и докази е заштитен од судот на СДС и ДУИ. Газдата на Марковски компани, кој е близок до Заев и Филипче, наплатил по 16.000 денари за час ископ со машини во РЕК. Криминалот кој траел со години и кој заврши со испумпување на над 200 милиони евра од тендери од РЕК и ЕСМ, не треба да ги гледаме политичките интереси. И тие политички интереси конечно мора да излезат и од градот Скопје, впрочем од сите институции, ако сакаме да имаме здрава животна средина. Јас кога бев министер, соработував со сите градоначалници. Мене не ми беше битно од која политичка партија доаѓа. Тоа градоначалниците многу добро го знаат. Бев отворена за соработка и мислам дека така треба секој политичар во оваа држава да работи. Зборуваме за интереси на граѓаните на оваа држава, не е само на градот Скопје, на целата држава. Мора да има соработка помеѓу институциите на централно и на локално ниво. Знаеме дека капацитетите на локално ниво се уште се слаби.